Почитувани гледачи, добар ден. Слободен печат, медицинско катче. Утрово тема карцином на дојки. Статистиката вели дека годишно околу 2,5 милиони жени во светот се соочуваат со диагнозата на рак на дојка. Од нив 600.000 за жал завршуваат фатално. За Македонија нема некоја конкретна статистика, меѓутоа утрово одговор ќе побараме од доктор Даниела Поповска, специјалист по онкологија и радиологија, единствен сертифициран специјалист за карцином на дојка од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден и на вас. Ви благодарам за најавата. Само мала корекција ќе кажам. Значи, јас сум специјалист по онкологија и радиотерапија. Значи, радиологија се однесува на диагностиката, да, радиотерапијата. Односно, ние сме можеби единствени во овој дел од регионот кои што работиме и онкологија и радиотерапија, така да имаме две специјалности во една и на некој начин сме клинички онколози. Така. Кажав дел од она што е светска статистика. Каква е во моментот состојбата во Македонија, бидејќи ние имаме национален скрининг на карцином на дојка? Дали свеста се подобри кај македонските жени? Во однос на постоечкиот скрининг го поздравувам и постои веќе со колешките кои што се од радиологија, специјалисти радиолози кои што се занимаваат со карцином на дојка, значи тоа реално се специјалисти мамолози. Од пред 2 години почна да се воведува скрининг програмата и тоа е она што го поздравуваме. Во многу и околни земји кои што се и дел од Европска унија нема правилен скрининг. Значи скринингот е единствено нешто кое што ќе води до рана диагноза и секој карцином кој што ќе се забележи на скрининг, односно кој што ќе се диагностицира на скрининг, најчесто на 2 години, значи меѓу 2 години, и ако случајно е пропуштен на претходниот и не е виден, ќе се види се уште во рана фаза, односно ран стадиум, за да може да има што помалку потреба за некаков интензивен третман, а со тоа и со подобра прогноза и подобра квалитет на живот на пациентките. Во Македонија, не сакам да го користам зборот за жал, секогаш користиме за жал, треба да најдеме некој друг збор кој што ќе ни даде и повеќе сила и надеж да смениме нешто. Еве, не постои регистар на канцер и тоа се надевам дека здравствените власти ќе се обидат да го сменат и ќе биде од слухот кон тоа, затоа што со правилен регистар, односно прав регистар за рак, ќе се може и да се планира не само терапијата, се она што е потребно во водењето, така и буџетот и се она, а на тој начин ние ќе имаме подобар пристап, подобри патеки за онколошките пациенти, затоа што бројката на онколошки пациенти е огромна во Македонија, ама тоа не е само така во Македонија, тоа се светски трендови. Така. За околу карциномот на дојка, тоа сакав да ве прашам, во Македонија вашето искуство што вели? Бидејќи имаше поради ковидот една инвазија, да кажам, не само на карцином на дојка, меѓутоа и на сите карциноми, дали се стабилизира ова во моментов сега? Не можам да речам дека инвазија, туку имаше стоп на диагностика, стоп на не функционираа здравствените системи, не функционираше здравствениот систем. Не се изведуваа сите постапки и процедури и патеките беа искривени на пациентите со малигни заболувања. И во тој период некако се акумулираше бројка на пациенти со канцер, да речам, кои што покасно и во подоцнежен стадиум потоа се диагностицираа. Бројките, ние ги следиме светските трендови. Во денешно време американски статистики велат дека секој трети има некакво вид на малигно заболување и дека проекциите, секогаш сакам тоа да го говорам со цел да ја подигнеме свесноста на сите оние кои што не следат, кои што не гледаат. Проекциите се дека до 2040-2050 година секој втор ќе има малигно заболување. Малигното заболување не е крај на животот, не значи добивањето на диагноза за малигно заболување крај на светот. Значи дека треба да имаме правилна патека на пациентот, правилен пристап, правилно лекување. Она што е во онкологијата посебно е индивидуализиран пристап за секој пациент, на тој начин ќе имаме добри резултати. Ние како доктори, а од друга страна пациентите ќе бидат со подобро преживување и со добар квалитет на живот.
Вашите колеги најчесто велат дека оперативниот зафат е златен стандард кога ќе се појави некој карцином. Меѓутоа, карциномот на дојка е нешто сосема поинако. Постојат иновативни сега третмани за лекување. Ајде малку да ги едуцираме нашите гледачи, што е она што се нуди како новитет. Ви благодарам. Тоа омилена тема за дискусија ми е пристапот на онколошките пациенти. Прво ќе речам, секој малигно заболување не треба да го гледаме како локално. Најчесто малигните заболувања се системски заболувања, затоа ни треба единствен локален пристап, ни треба широк поглед на заболувањето, на болеста. Што значи тоа? Прво ни треба мултидисциплинарен пристап. Тоа е она за кое што се бориме, кое што јас се борам, и затоа и сум овде, сакам да ги едуцираме луѓето, жителите, наши пациентите, дека мултидисциплинарниот пристап е најдобар за пациентите. Не треба да дозволат еден доктор да одлучи за нивниот живот. Треба повеќе доктори, повеќе специјалности кои што вклучуваат хирург, онколог и радиотерапевт, тоа нели како една овдека специјализација, иако во другите земји се два различни профили, радиолог и патолог, барем како основни членови на мултидисциплинарниот тим. Сите заедно треба да одлучиме спрема медицина базирана на докази, она што го имаме како податок, медицината што го дознала до сега и што го потврдила светот, на кој што и се темелат препораките и гајдлајнсите, што е најдобро за пациентот. Значи во карциномот за дојка, како и кај многу други, можеби ќе ги спомнеме ако имаме време подоцна, меѓутоа карциномот на дојка не е иновативно во светот, во европските земји, каде што има точни правила, каде што се држат до гајдлајнси, се знае кога треба да се спроведе прво хируршки третман, кога хируршкиот третман не е исклучен, туку мултидисциплинарен е, меѓутоа не е апфронт, не е претходно. Претходно би требало да оди хемотерапијата. Значи, постојат одредени подтипови од карциномот на дојка, тоа е хормон позитивен, тројно негативен, хер позитивен и трипл позитивен, ќе го речам. Значи, кој што е и хормон позитивен и хер позитивен. Докажано и знаеме дека неоадјувантната терапија функционира, односно е подобра кај пациенти кои што имаат тројно негативен карцином на дојка и да е поголем од 1 сантиметар. Значи, меѓутоа тоа мораме сите заедно да го видиме за да знаеме и да кажеме што овој пациент е подобро да оди хемотерапија, отколку да оди оперативен пристап. Не го исклучуваме оперативниот пристап, само го одложуваме, затоа што на тој начин ќе знаеме како делува хемотерапијата, дали делува кај тој пациент и ако не делува, што да смениме. Значи, ние ги водиме на индивидуално, односно на индивидуален начин пристапите кон секој пациент. Освен кај тројно негативниот, исто така и кај хер позитивниот карцином на дојка, знаеме дека е подобро да се дава неоадјувантна хемотерапија со биолошка терапија заедно. Кај оној претходниот сам не спомнав, пропуштив дека треба и имунотерапија заедно со хемо да се додаде и на тој начин податоците, последните податоци се дека има разлика и во преживувањето кај пациентите со тројно негативен карцином, ако претходно се оди на неоадјувантен пристап, а не се оди на претходна хирургија. Значи, прво се прима хемотерапија комбинирана, се чека да се види како делува и потоа се оди на операција. Хирургија, секако се оди на хирургија. Доколку се работи за локализирана болест, ние секогаш правиме дополнителни диагностички процедури, дали е компјутерска томографија или PET скен, за да се направи комплетен стејџинг на пациентот. Ви реков, го гледаме пациентот широко, не е само локално болест, карциномот најчесто не е локална болест. Ако е многу мало, очекуваме дека е се уште локализирано. Меѓутоа, ако има пакет на лимфни јазли, ако е голем тумор, во тој случај ние очекуваме дека нешто отишло и на друго место, односно дека болеста е системска и треба системски да се гледа и да се третира. Ги спомнав само тројно негативниот и хер позитивниот, меѓутоа и хормон позитивниот може да, и кај тој карцином може да одлучиме претходно за хемотерапија, ако сакаме пациентката и има можност да се ја задржи дојката, само дел од дојката да се отстрани, да речем да го намалиме туморот за да има подобра
да има подобар оперативен пристап хирургот и на тој начин самата пациентка да биде позадоволна од себе си, од погледот за себе си, затоа што генерално карциномот на дојка е болест која што се лекува, со која што пациентките долго време живеат и ние сакаме како доктори, како онколози да имаат добар квалитет на живот, се уште да останат во тоа општество, да придонесуваат, да работат, нели да не влијае болеста на сите и на сите и на семејството, на сите, затоа што реално влијае. Секако. Велите дека на ваков начин ги лекувате прво хемотерапија, потоа хируршка. Едукацијата кај нас е на многу ниско ниво и секогаш, барем од она што јас го имам како искуство, прво се очекува дека ќе одат на оперативен зафат, а потоа на хемо. Ајде малку околу едукацијата на пациентките во Македонија. Затоа и сум овде. И се надевам дека ќе го користам секој простор и овде и во секој медиум кој што ќе ми го отстапи да зборуваме за едукацијата. За мене информацијата е најбитна. Треба да ја знаат пациентите информацијата, на крај сепак они ќе одлучат, имајќи ги сите информации, се она што го нуди нашето знаење, затоа и сме вложиле толку за на некому да му смениме нешто, да направиме некаква разлика или некаква промена. Ќе се да кажам како е, па сепак на крај одлуката е на пациентката. И тоа е она новото, да речам, светските трендови, светот како оди, пациентот се прашува, односно ние кажуваме според нас како медицински лица и според тоа што медицината го знае што е најдобро, а пак пациентот на крај, имајќи ги сите информации, точни ќе одлучи како треба. Во Македонија во последно време, да речам последните 2-3 години, почнаа повеќе да се активни и пациентските здруженија. Постојат неколку пациентски здруженија кои што функционираат. Една од нив кои што сега е повеќе активна е Хема Онко, тоа се голем дел од пациенти кои што се со карцином на дојка, кои што сакаат да бидат гласни, кои што сакаат да кажат нешто, да сменат, да направат разлика. Све на почеток, меѓутоа јас ги поздравувам тоа нивната храброст и иницијатива да сменат нешто, а не само да пишуваме по медиуми дека не чини, да зборуваме нели за жал и ништо да не правиме. Бев сега пред 3 недели на една од најбитните конференции за ран карцином на дојка Сен Гален во Виена, на која што секогаш се носат препораките, да речам, за следните 2 години, на 2 години бидејќи се одвива, што е она што треба да следиме во овие 2 години, но во генерално не само во третманот имаат еден цел холистички пристап во кој што се вклучени и сексолози, и психолози и пациентски организации. Значи една од оние која што напред зборуваше заедно со специјалисти, со докторите, оние кои што нас ни се, да речам, модели, примери по кои што учиме, чии што студии ги применуваме, интерпретираме, значи беше представничката на Европа Дона, тоа е Европското здружение на пациентки со канцер на дојка, и она гласно говореше, секогаш беше прашана каква е перспективата на пациентите. Тука многу малку се зборува, меѓутоа се трудиме на овој начин, барем со некакво медиумско влијание, можеби некој повеќе ќе обрне внимание да слушне што сакаме да кажеме. Јас сум секогаш достапна за пациентите, секогаш сум достапна за пациентските организации, имаат моја поддршка и секогаш им давам насоки генерално што да сменат, што да направат и како ние заедно прво да ја подобриме свесноста на населението и за скрининг. Скринингот е најбитен и за скрининг, и потоа како да одат низ патеките на пациентите со малигни заболувања. Значи, канцерот на дојка, секогаш сакам да го кажам и пак ќе го кажам тоа, не се случила вчера, ниту денес таа болест. Треба време за да се и години, најчесто се години во кои што се раздива тоа малигно заболување и не треба ниедна од пациентките да ја прави одлуката за денес или за утре, да не се избрзува со одлуки. Ако треба ќе направат и второ мислење секогаш, значи да се вклучи онколог, во одлуката, затоа што кај нас не постојат баш како што би сакале да постојат мултидисциплинарни тимови,
претходно, обично најчесто ги гледаме пациентите заедно и после тоа. Во нашата болница имаме одлична комуникација еден меѓу друг, па и да не се собереме, знаеме да искомуницираме, да дојде хирург, да ме праша, јас што мислам, јас да се јавам, да прашам радиологот, да го вклучиме, патологот, секогаш така да комуницираме добро за да донесеме одлука, имајќи ги сите информации, така најдобро за пациентите. Искуството ваше вели дека многу помлади се јавува карцином на дојка и кај млади пациентки. Кога е вистинското време за првиот преглед, најпрво околу тоа само прегледот, меѓутоа и што вели вашето искуство кај тие млади пациентки? Ми спомнавте во неврзан разговор дека тоа е 19 годишна пациентка која што е успешно излекувана. Така. Една од најмладите пациентки која што била моја пациентка, да речем пациентка која што била на третман, имала 19 години, се почесто се соочуваме со дијагнозата на канцер на дојка и кај млади пациентки, кај многу млади пациентки. Голем дел од пациентките и сега што се третираат, генерално се околу 30 на 30 и нешто до 40 години. Тој тренд е секаде, светски е трендот. Не можам да речам дека само кај нас. Ние сме дополнително оптоварени и со многу нефункционирање на здравствен систем, па патеките не се секогаш такви како што би сакали, не добиваме секогаш рана дијагноза. Тука е проблемот. Во светот скринингот и постои, и кај нас постои, меѓутоа и она што претходно ме прашавте, кај нас, колку што знам, податоци се дека само 40% од оние кои што се пријавени на скрининг, се појавиле на преглед. Така се појавиле, останатите или ги откажуваат или воопшто не ги откажуваат, постануваат како зафатени термини. Тоа е многу незадоволителна бројка. И големи економии и многу подобро организирани здравствени системи се соочуваат со истото, не може би со 40, со бројка од 50, од 60%, што не е доволна. И тука е проблемот, кога не функционира скринингот, добиваме дијагноза во подоцнежен стадиум, кој што ни бара малку поинаков третман. Раниот карцином на дојка е од први, втори, трет стадиум. И тука можеме секако да кажеме дека ние ќе го излечиме пациентот. Кога се работи за четврти стадиум или метастатска болест, во тој случај викаме дека не можеме да го излечиме пациентот, меѓутоа ние ја претвараме болеста во хронична. Со години може да живее пациентот, да си живее најнормален живот, да биде и мајка, и сопруга, и работоспособна жена во општеството, да си придонесува како и предходно. Кога сме веќе тука, друго едно прашање, спомнавте мајчинство, тоа се пациентки кои што се лекувани, со хемотерапии, со иновативни методи. Каква е тука можноста после таа женска индивидуа да стане мајка? Има ли некаков проблем понатаму во текот на животот? Го лечиме карциномот, меѓутоа мајчинството е сепак станува збор за 19, 20, 25 годишна пациентка. Од последните години, од пред неколку години излезе студија, позитив студија се вика, која што ни дава за можност, односно да сме храбри во тоа дека можеме да ја прекинеме хормонската терапија кај пациенти кои што биле дијагностицирани и на кои што им треба продолжена хормонска терапија за да се намали ризикот за понатаму, да ја прекинеме, да се остварат како мајки и откако ќе се остварат како мајки пак да ја продолжат хормонската терапија. Значи, ние и таа ја даваме во должина зависно од проценитиот ризик. Кога се работи за жени кои што се во репродуктивен период, млади, кои што би сакале да бидат, кои што или биле мајки или воопшто не се оствариле, значи тоа е можно и успешно се спроведува без да се грижиме дека нешто ќе смениме во текот на болеста или ќе го загрозиме животот на жената. Значи, жена која што има дијагноза на канцер на дојка, може да биде мајка. Правиме планови од претходно да си советуваме, значи да се замрзнат јајцеклетки, да се направи детален гинеколошки преглед. Ако не може тоа да се случи соодветно, некогаш се зачувува поголемо ткиво од јајниците. Значи, овој цел дел се вика онкофертилност. Овој цел дел е една посебна наука и посебни специјалисти се бават со ова во другите европски земји. Кај нас ни недостасуваат лекари, ама ние мора да сме
свесни дека јас во ова време не сум само онколог, јас во ова време генерално научив да бидам и радиолог. Научив да бидам специјалист по онкофертилност или барем да имам базични основни познавања за да можам да ги водам соодветно пациентите. Научив да бидам психолог, односно кои се фазите, како можам најлесно кога недостасуваат останатите кадри, кога имаме недостаток на кадри, како да можам сето тоа некако да се потрудам да го надополнам, а да не страдаат пациентите, односно да им овозможам на нив најдобар можен пристап и најдобро можно лекување. Така. Доктор Поповска, времето ни е кратко, имаме уште доста неодговорени прашања, меѓутоа еве за крај совет до пациентките, меѓутоа не и до пациентките и до сите жени, да не станат пациентки. Советот е секогаш исто ова ќе го кажам, сум го чула оние што ме слушаат што зборувам, ќе знаат дека сум го кажала да си обрнат сите внимание на себе, да си обрнат внимание на своето здравје, да си ги слушаат симптомите, било каков симптом што е различен од претходно, дури и да е тоа некакво пржење, печење, како симптом во дојката да се јават на преглед, да одат редовно на скрининг програми. Значи, тоа што значи? На секои 2 години од 40-та година да се прави мамографија. Мамографијата таа што е потребна за скрининг. Ако треба нешто, радиолозите дополнително прават, меѓутоа најбитна е мамографијата. Кај оние што се под 40 години, младите жени, значи младите девојки од 18 години можат да одат на ехо, тоа е неинвазивен метод, нема никакво штетно влијание по здравието, слободно да одат, редовно да одат, најмалку барем кога одат на гинеколошки преглед, месечен само преглед, додека се тушираат во лежечка положба, секоја од нив да си прави, значи да си го знаат, да си го истражуваат, да си го знаат своето тело, да ги следат симптомите и да се сакаат себе си. Така, и доколку откријат некаква грудка, да се јават на преглед. Прво на радиолог, а потоа ако имаме диагноза на малигно заболување кој што мора да биде во денешно време со коробиопсија, го повторувам, тоа ни недостасува, значи мора да е коробиопсија, да имаме профил на имунохистохемиски на карцинома, потоа да се јават на преглед и кај онколог, кај хирург, кај сите заедно и да се донесе правилна, најдобра одлука заедно со пациентот. И да не се плашат, бидејќи сепак карциномот на дојка се лекува. Така е. Почитувани гледачи, ова беше доктор Даниела Поповска од приватната болница Аџибадем Систина. Вие останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.